Не знаев што е десено, само видов пред пекарана 4 джипови полиција, една кола сообраќајна полиција и еден полицаец пред вратана. Помисли првиот пат дека има некој убиство. Што ми има толку полиција? Не помисли дека има нешто друго. Се обратив до вратана, ме праша кој сум јас. Му кажа дека сум директорот на фирмата, му дадов лична карта, ја зеде лична карта и влезе натре, му каже, ево тој е. Со овие зборови му се обрати на тие што беа натре. Беа наредени четворица или 5 души беа наредени од десна страна во кај што јадеа луѓе во тој дел. А напред кога влегов во вратана ги видов сите овие од Косово што беа во спиење. Ги има наредено тука што ме пред ги видов и инспекторот за странци ги пишуваше имиња, презимиња и инспекторот за трудова инспекција. Се поздрави со инспекторот за трудова инспекција, после со него соработувавме за начинот и следување на документиве и ми се обрати со збор дека јас ќе ставам тракава во вратана, ќе затворам пекарата и јас ќе ја трнам. Во моментот не знам што е десено до тој момент. Инвеститор го видов побледен и све брашно беше низ целото тело. Кога ги зеда сите овие што беа вработени, инспекторот за странци, ги одведа со джипови во станицата во Ресен, јас со инвеститорот ја затвараме пекарата и да си заминиме, да видиме што ќе биде, али уште немаме затворена врата. А Ѓоко Стрезовски, не знаев ни моментот кој е. Ми се обрати со некој вулканен тон, висок тон, влези во колата. Реков, јас се обратив, зошто господине да влегувам во колата? Не прашувај многу, влези во колата. Уште еднушка му кажем, да дојдам со мојата кола. Не. Да дојде некој од вас со нас. То прифатија и ојдовме до станицава во Ресен, полициска станица во Ресен.